7 дена по влегувањето на полицијата на клиниката за онкологија, трагајки по осомничени за крадењето на онколошка терапија, која била препродавана на црн пазар. Надлежните не откриваат ништо конкретно. Ниту кој е вмешан, ниту колку луѓе се под истрага. Единствено се повикуваат дека истрагата е во тек и смируваат дека одговорност ќе има, уверувајќи дека секој пациент во моментов ја добива вистинската терапија. Поранишниот директор на клиниката за онкологија доктор Милан Ристески вели дека не е точно дека е невозможно да се докажат евентуалните злоупотреби на клиниката. Според него, тоа може да се направи со едно вкрстување на базите на податоците. Навистина ми е тешко да прифатам дека се случувало, особено од луѓето што ги знам долги години таму. Сега морам да кажам дека и после моето заменување многу нови луѓе се примени. Да речеме, на судење денес што го гледав е од човек што е примен после тоа. Тоа политичко вработување на луѓе врз некои политички норми си го направи своето. Премногу политика влезе во здравството и кога политиката ќе влезе во некоја сфера, како на пример судството, може само распад да очекувате на системот. Значи, штом се нотира дека постои разлика во она што е приемна роба, незина потрошувачка и незино понатаму фактурирање кон фондот, тука се гледа дека проблем има. Сега, туку што обвинителството уште многу одамна требало, тоа е извештај кој што е во 2022 излезен, сега сме 2023. Доктор Ристески вели дека доколку като системот за контрола на терапиите на онкологија бил во функција, немало да има можност за злоупотреби. Доколку катото функционирало, като системот, дали ќе се избегнеа сите овие можности за манипулации кои што се направени? Доколку като функционирава, не може да се случи. Так. Ова не може да се случи во својата полна конфигурација. Като не дозволува вакво нешто. Што прави като? Во конкретниот случај на онкологија, предвидено е хемотерапијата да не се испишува како препис во два система, него во еден систем, во тој болнички хоспитален информатички систем. Од таму сега треба да се воспостави конекција со като, тука ние заглавивме, да кажам, со нашите системи инженери, затоа нормално аустријанците, бидејќи като е аустријски производ, се чудеа како само кај вас ова заглавува, нигде на друго место светот не заглавува. По скандалот со онкологија, здравствени работници и здруженија коментираат дека без целосен ремонт и реформи во системот, тешко ќе биде вратена довербата на пациентите во лекарите.